Благодарам, председателе. Очекував конкретно вака реплика од вас. Добар познавач сте на работи во градот Скопје и доста работи знаете на искуство да ги изиграте, но сепак недостатокот од конкретните одговори сепак останува, но тоа сепак јавноста ќе може да го пресуди. Како што кажав и вие рековте, на средишното зеленило има многу елементи. Да, се согласувам со вас, во Скопје нели нема подземен катастар, да, дека е вина на сите минати локални власти, еве и тука ќе се согласам со вас. Значи конкретното прашање е како тогаш ќе се дислоцира тоа средишно зеленило? Нели логично е, ако има елементи, нели кабли од различни институции, како ќе се дислоцира? Односно како булеварот Партизански одредија конкретно би добил пусушена лента за брз автобуски превоз, конкретно на локацијата ваму кај градешен факултет. Тоа не може никој да го одговори, верувам дека е некоја нејаснотија што останува вака да лебди во воздухот. Кажавте дека се набавиле 39 чинам нови автобуси, нели нископонни, 36, не е ни важно, над 30, меѓу 30 и 40, не знам точната бројка. Во некое минато време се набавија над 300 нови автобуси за јавен сообраќајен превоз. Ако се сеќавате, ако не ви текнува, се лепеа квалификации кинески биле, украински биле, вакви биле, такви биле, неквалитетни биле, ама ете се купија, се возе и можевме да видиме дека емисијата на штетни, да, се возат се уште, благодарам колега, емисијата на штетни гасови како се намали со тоа. Една работа вака пак не успеавме да ја разрешиме, ќе се земат пари, ќе се задолжи држава уште толку, ама пак овој проект до крај не е изработен од аспект на функционалност и кои решенија ќе ги понуди. Не знам зашто, јас се обидев да бидам карено конструктивен, сепак се проба да се спушти нивото, па некој веројатно нечи углед да се оштети, па за Луна паркот шпанска компанија земала пари, вакви такви. Факт е дека има готов проект оставен, само што требаше да се отвори јавна набавка, да се распише тендер, да се избере изведувач и тоа да се направи. Впрочем, има многу проекти такви во градот Скопје, кои што сега се реализираат, има и такви кои што седат во фиока и кои што не се реализираат. Со оглед дека го сватив тоа како провокација, може би имало таква фирма, јас еве не знам, но сепак да ве подсетам дека во овој мандат во изминативе 3 години, ако имала таква фирма која што зела тендери, има фирма која што зема тендера, чиј собственик е неформален сопруг на една од министрите во влада. Такви фирми има се. Имаме случаи каде што 1 милион евра се исплатија за година во која што не падна снег. Имаме случаи каде што за тој Луна парк се повлече заемот, а не се направи Луна паркот, парите се искористија, се направија таму некои други проекти, кои што не викам дека не треба да се прават. Ама ете, конкретно примерот е тој. Најверојатно и со овој заем ќе биде така и предочив дека можеби треба да се размисли на бонитетот на самите институции кои што се задолжуваат, затоа што ја лично сметам дека еве град Скопје како една од посилно финансиски институции, можеби може дел од овие врски да ги превземе сама, да се намали заемот, заради тоа што конкретно тука се јавува прашањето. Во Република Македонија има уште 2 или 3 града каде што е потребен јавен превоз, зашто тие граѓани да бидат оптоварени и да плаќаат за брз автобуски превоз конкретно за еден град. Зашто да ги дискриминираме другите градови? Па има тука и други градови во држава кои што имаат потреба од јавен автобуски превоз. Тоа е прашање кое што верувам, еве јас и вие можеби не го гледаме од тој аспект заради тоа што сме од Скопје, ама гледам дека во составот на комисијава има многу колеги пратеници кои што не се од Скопје и кои што логично се наметнува и ова прашање. Заради тоа што овие 70 милиони евра ќе бидат искористени само за Скопје, ама ќе ги плаќаме сите граѓани на Република Македонија. А на оваа комисија имало дискусии за јавен автобуски превоз во Тетово. Имало дискусии, амандмани поднесувале колегите за набавка на автобуси, можеби тоа е сигурен сум, имаше за Прилеп се разговараше, имаше и за Битола. Така да добро е да се помагате внатре партиски, но сепак кога ќе се разговара за вакви решенија, сепак гледате овие заеми кои што ќе се земат да завршуваат така како што треба и да бидат целоисходни. Не да биде како предлог закон за задолжување во основното образование, каде што 11,5 милиони евра од 21,5 милиони евра ќе треба и ќе имаат можност да го користат 980 основни училишта. Да не се прават заеми брзоплето, заради тоа што видовме дека оваа рецесија каде што сме, на начинот на кој што продолжуваме да ја тераме економијава и нема така за брзо време да не одмине или па да се извлечеме од неа. Благодарам.